Здраво, другарчиња, продолжуваме со следниот час. Математика за второ оделение ова наставнику? Да. Ова е математика за второ оделение, симетрија. Што е симетрија, можеме да видиме, значи симетрија е еднакво на исто или нешто има симетрија ако тоа има две исти страни. Да. Идеме понатаму да видиме следното. Например, пеперутката која гледаме на сликата има симетрија. Зошто? Бидејќи ако се повлече линија низ средината на пеперутката, добиваме две идентични или две исти страни. Имаме вертикална и хоризонтална оска на симетрија, за тоа нешто ќе зборуваме понатаму. Еве некои повеќе примери на симетрија. Тоа значи дека симетријата ја има насекаде околу нас. Симетријата ја има и кај овошјето, например, јаболкото, кога ќе го поделиме на половина, добиваме две исти половини. Исто така пајакот, кога ќе го поделиме на половина, добиваме две идентични половини. Симетрија дури имаме и кај луѓето. Што гледаме на сликата? Гледаме еден убав голем замок. Така, со линијата, со црвената линија, замокот е исто така поделен на средина и од левата и од десната страна имаме две исти или идентични страни на замокот. Значи, велиме дека замокот има симетрија. Имаме една мала задача за вас, гледаме некои слики. Сакам вие да ми откриете кои од овие слики се симетрични, дали првата, втората или третата. И зошто некои од овие слики не се симетрични, а некои се симетрични? Прво, средната е симетрична, а се заради перспективата од која се сликани. Ако да речеме оваа птица која што е сликана од странично, не може да биде симетрична, но ако е сликана вака од друга перспектива, тогаш би можела да биде симетрична. А во овој ние случај се поделени на симетрична... два еднакви дела. Значи вака не е поделена на две исти дела. Таа слика со птицата не е симетрична, бидејќи не е поделена на два исти дела. Тоа е најбитно да се свати за симетријата, за она што сега нели го зборуваме. Рековме првата слика дали е симетрична? Не е ни прва. И таа не е симетрична затоа што не е поделена на два исти делови. А сликата во средина зошто е симетрична, рековме, бидејќи е поделена на два еднакви делови. Поделена на два еднакви делови. Сега на таблата јас би замолил да земеме фломастери. Еве ни ги фломастерите наставник. Тука се. Ќе нацртаме неколку 2D форми и ќе видиме подобро како би изгледала симетријата. Ова е бубамара. Или не? Ова е бубамара. Бубамара е Дали оваа бубамара ќе биде симетрична? Па не е. Рековме дека да одговорам или не? Рековме дека таа е поделена со оска на симетрија на средина и за оваа велиме дека е вертикална симетрија. Инаку рековме дека може да има и вертикална и хоризонтална симетрија. Например, кај што е ова? Ова е која 2D форма? Квадрат. Кај квадратот, значи имаме и вертикална или справена и легната оска на симетрија. Имаме, може да имаме и диагонална оска на симетрија, но за тоа сега доволно е да знаеме, бидејќи сепак ова за второ оделение, дека имаме нели две оски на симетрија. Ќе нацртам ја уште нешто, а потоа ќе ви дам на вас задача. Добро.
рака нема оскана симетрија. Нема овој. Дланкат. Помал ти е прстот. Ако има дланка и ако е вака, Ако го и ако продолжиме. имаме 5 прсти, ако ги поделиме на 2, Да, ама ако го продолжиме Повели прстот. Лина, така овде не. повели флобастерот. Дали бубамарата е симетрична сега да кажеш? Бубамарата во приложениот пример не е симетрична, затоа што незините детали, односно точки, се распространети на различни страни од двете приложени страни. Би била симетрична доколку ева да речеме, ова би било малце поваму, ова поваму и ова вака поваму. Без ова овде е во овој случај бубамарата е симетрична. Одлично. Вака овде. Ете, вака е Одиме на симетрична. следната фигура која треба да се доцрта за да биде симетрична, бидејќи сега таа нормално не е се уште Ќе доцртаме симетрична. со друга боичка? Може или друга со- боичка, црна или зелен фломастер. Вака, со ова ќе нацртаме. Така. Сега добивме еден многу аголник кој што е симетричен. Понатаму имаме во Исто случајот некаква звезда. звезда. Па, цвет, звезда, рече, што да, сака нека звезда. биде. Така, значи ја доцртавме и десната страна за да биде 2D формата идентична и имаме уште еден многу аголник и тој, нели, да го доцртаме за да биде симетричен, односно двете страни на многоаголникот да бидат исти. Тоа Што е за може со денешниот човечка час за рака. симетрија, ќе имаме уште нешто интересно за учениците. Дојдете ваму наставник овде Да, се Ја се гледам таму. Па не излевавте. Да повториме, значи, што е симетрија? Симетријата има насекаде околу нас, ја има во природата, значи што е симетрија и што треба нешто да биде симетрично? Значи треба да симетријата е еднаква на исто, односно симетријата е Значи, подолба едно исто, да. едно исто, подолба на една работа на две еднакви исти страни. Исти дела. Одлично. Два еднакви. Овдека гледам дека имаме многу предмети кои што имаат симетрија, на пример како што е таблата кај што цртав има симетрија. Има симетрија масата, значи На можеме подот. да наброиме, Има молим? столчево, На подот. коцкиве, Коцките. На- ова столче. Хај и ова има симетрија. Да, има и Во ова библиотеката симетрија. исто така. Нема библиотеката Како нема симетрија. со- Па ако ја поделиме библиотеката, Па, ствари ево да, ако видно ја се. поделиме ќе да, всушност да, има симетрија библиотеката. Нема симетрија. И еве најдов еден дел кој што е одвишок. Нема симетрија. Во ред. Децата ќе можат дома да истражуваат кои предмети во нивниот дом имаат симетрија. Тоа може да биде една од активностите, а еве една друга активност која што сметам дека ќе им биде интересна на децата, ќе ни биде интересна на нас. Повелете, земете по еден лист и да го превиткаме Или на комшито. средина. Земете овие водени боички на вашата маса ќе работите, а на мојата. Сега знам што треба да направиме. Нели? Познато е така? Да. Ајде. Имате четки или само Не, со... директно, затоа што треба и да се нанесе малку повеќе боја, нели? Па да, ма на нас не ми... Позајмете се од тука ако немате доволно. Не, нема доволно, ама неќе да ни паѓаат боичките. Да најдам пуст. Суви се боички. Суви се, еве има Да. тука други. Што ми се падна? Еве да земеме неколку Ништо не боички. Да. Да покажеме само. Да. Еве, комшито. Ова мислам дека ми се налути. Ето, еве, ќе друго. Извините. Идем. Вака. И ова не знам што ќе биде, но нешто така. Тој да биде да има симетрија само. Да. Ова. И
Сега јас Го ќе превиткуваме, Опа. убаво стискаме, за да се преслика. И му правам вака. Јако што гледам, тоа треба да биде пеперутка. Па не. Некако цвет, нешто ќе видиме што ќе излезе. Еко вака. Ево, мојот црташ на симетрија е готов. Ова е пеперутка е вашиот, или? Не. Не. Па нека уметничка форма, нека биде. Да. Не идентификуван. Всушност и ова излеза како пеперутка. Реков јас. Јас мислам дека ми треба друг лист. Зашто? Мислам дека не. Дај да видиме. Па не може да го спојам. Одлично е! Убаво е! Што е ова? Па убаво е, апстрактно е. Не сакам вака. Изгледаат Повели како друг две лист. ангелчиња кои Ништо што не изгледа. сакаат да се гушнаат. Ангелчиња. Повели. Лиле другарчиња, мина многу ми се допаѓа цртежот на Мислите комшито. другарчиња дека ова е кул? Па кул е, многу е кул. Ама пак, ама комшито, па Ама уметноста му фали на тоа чика уште малку. Не му фали ништо. Добро. Мина ми е Ја совршено. послушам Лина. Благодарам Убаво. Лина на комплиментите. Друго, наставнику? Тоа е тоа, значи Завршуваме. учениците може да играат на многу начини со симетрија. Може да бидат креативни, да прават симетрија од капачиња, од шишиња, може од некој значи каква идеја има таква, само да направат некој интересен и креативен предмет, односно 2D форма кој што ќе има симетрија. Кул. Одлично, другари, знаете што? Следува. Време е за голем одмор. Чика. Потоа се гледаме пак.